Илјадници тони на далеку познатиот малешевски компир се во длабока откупна неизвестност, исто како и екзистенцијата на производителите. Овогодинешната реколта не допрена стои складирана без никој да покаже интерес за еден од најголемите земјоделски брендови во државата. Не, никој нема. Значи, ова не се случило како оваа година до сега. Значи, ова не е прв пат на нас да не ни се јави од купец за компир. Сите викаат увозниот ни е поевтин и поисплатлив од кукувашиот. Нашиот бил скап компир. До сега, најголемата неизвестност ги притисна производителите од овој крај, бидејќи тие крајно се загрижени за својата екзистенција. Секако дека сме исплашени. Имаме дечиња, имаме плюс дечиња со посебни потреби, имаме дечиња што одат на училиште, во средношколци што немаме што да ги инсистираме, едноставно нема што да ги прехраниме, да ги испратиме на школа. Ние ми се смеат и дечињата по Берово, има дечиња што одат и што им се смеат што немат пари да се купат по еден хамбургер. Денешниот протест ќе продолжи и утре, што само потврдува дека на производителите им се случува најлошото. До сега не се случило нас една глава компир да ни остане дома, а не сега во оваа ситуација нема полошо од тоа. Втор голем проблем за жителите од двориште е што веќе 3 месеци не работи фабриката за преработка на дрво и производство на пелети, каде екзистенција обезбедуваа најмалку 30 семејства. Тие сметаат дека во прашање е и тенденциозност на поединци и голема неправда кон сите нив, бидејќи фабриката со години е нивно место каде тие заработуваа за живот. Денешниот протест е и барање правда на која институциите се оглушуваат, велат вработени. Протестот продолжува и утре.